Добар ден, драги пријатели, добре дојдоте во денешната епизода или емисија. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам за тема и за прашање кое што поврзано со интолеранција на храна, затоа што денеска секој еден човек, мачка, куче, домашно и така натаму е на некаква диета, на некаква исхрана, од нешто се внимава, интолерантен е на нешто, алергичен и така натаму, и сето тоа придонесува да многу луѓе практично живеат во можеби одредена конфузија и не им е јасно што нивното тело сака, од што се интолерантни, од што не се, имаат ли, немаат ли алергии и така натаму. И сакам да го расчистам можеби тоа прашање и да можеби му помогнам на некој од вас кој што сака да дознае од што е интолерантен, да направи можеби некој циклус кој што не е така едноставен, но у секој случај можеби некој ќе има волја за сето тоа. Како и да е, интолеранцијата на храна денеска има најразлични начини како се испитува. Некои храни се сметаат за интолерантни, дали е тоа можеби некаков тренд, како што е, не знам, глутен, лактоза и така натаму. Иако имам зборувано и претходно за интолерантност, можеби и вистинска алергија на глутен, но како и да е, денеска многу луѓе прават одредени тестови, дали е тоа преку крв, дали е тоа можеби некои алтернативни тестови кои што постојат во моментов, но како и да е, она што јас го знам и сум сигурен и го практикувам и ми дава резултати е фактот дека интолерантноста на храна, особено на одредени типови на храна како што се овошја, зеленчуци, јатки и така натаму, по мене е некоја дисфункција во телото, која што е резултат на долгорочно непрактикување на некои одредени здрави навики. И што се случува? Телото можеби создава некои процеси за кои што одредени типови на храна ги смета како напад или можеби не створило навика како да ги обработува одредени типови на храна и затоа се јавуваат некои симптоми како типот, не знам, диареја, подуеност, чешање, потешко дишење и така натаму, кои што се попознати како интолерантност или како алергии. Сега, затоа што тестовите преку крв и можеби некои нови алтернативни можеби ќе ви дадат некои насоки и информации за тоа на што сте ви интолерантни и алергични, но по мене постои еден многу по-добар начин кај што вие сами ќе си го слушате телото дали нешто му смета или не му смета, а тоа е преку изолирање на најразлични типови на храна. И тој циклус од прилика како би требало да изгледа. Можете да опфаќате во одредени циклуси по 3 до 4 различни типови на храна кои што ќе ги исфрлате од вашата исхрана. И што значи тоа? Ќе си воведете 21 ден, кој што е доволен за да метаболизмот веќе се навикне без одреден продукт, кој што можеби ви бил во секојдневие, од типот 21 ден ќе исфрлам 4 продукти и тоа ќе бидат можеби млечните производи, ќе исфрлам кикирики, ќе исфрлам можеби, не знам, соја и ќе исфрлам јајца. И тоа се 4 продукти кои што уследните 21 ден ќе ги немам воопшто во исхраната. Кога ќе помине 21-иот ден и кога ќе дојде 22-иот ден, тогаш почнувате еден по еден да ги вметнувате во размах од 3 дена. Што значи тоа? Поминува 21 ден, на 22-иот ден ги вметнувам млечните производи. И 3 дена ги имам во исхраната. После тоа, некаде од 26-иот ден, ги вметнувам и плюс, не знам, јајцата. Од 29-иот, практично од 30-иот ден ги вметнувам и што друго спомнав како пример, соја. После 34-иот ден ги вметнувам и кикириките. Да речеме, и телото секогаш ќе ви даде сигнали дали можеби нешто ви смета. Јас тоа сум го направил, да речеме, со месото, сум го исфрлил одреден период, го вметнав и осетив дека мојот дигестивен систем не функционира најдобро, има мака, ми се појавуваше диареја и така натаму и затоа останав да не користам месо. За некој од вас можеби ќе осетите некаков симптом од како ќе ги вметнете производите назад во исхраната и ќе видите како сето тоа изгледа. За некого од вас можеби тоа ќе бидат млечни производи, за некого од вас тоа ќе значи кикирики, за некого од вас ќе значи јајца, за некого од вас, не знам, ќе значи не знам, било каков продукт, но како и да е, тоа е тој циклус кој што на некого од вас можеби ќе му се види како логичен и ќе почне да го практикува, и тоа значи дека 21 ден сум без 3 до 4 продукти, потоа на секој 3 дена после 21-иот ден
вметнувам дел од исфрлените производи и ќе ми каже мојот дигестивен систем и моето тело дали тоа го прифаќа или не го прифаќа. Откако ќе заврши тоа, почнувате нови 21 ден на исфрлање на други 3-4 групи на производи, па повторно после на секој 3 дена вметнувате по еден од нив назад и ги комплетирате, па повторно потоа 21 ден на исфрлување можеби на 3-4 производи и тоа е процес кој што можеби за некој од вас ќе трае 3, 4, 5, 6 месеци, ако сакате да пробувате и да тестирате на каков тип на храна можеби вашето тело има вистинска интолеранција, затоа што помene овие тестови кои што се прават преку крв не се секогаш точни, иако се точни, но можеби некогаш да ви излажат за одреден продукт, да ви кажат дека сте алергични или интолерантни, а всушност да не се. За другите тестови на интолеранција искрено не сум сигурен какви резултати даваат и колку се тие релевантни, но во секој случај еве нешто што можеби ќе ви даде логика и ќе ви помогне да испитате на што вие реално сте интолерантни. За денешна епизода тука завршувам. Фала ви за интеракција. Ask Јосиф хаштагот, користете го доколку сакате да добиете можеби одговор на ваше прашање или комуницирајте ме приватно во порака и ќе се потрудам да одговорам на сите ваши прашања и дилеми. До тогаш, до следната епизода ви посакувам убав ден, здрави животни навики и нормално се гледаме. Чао, чао!